Секторот за водоснабдување, одведување и третман на отпадните води во Република Македонија во моментов поминува низ еден реформски процес кој има за цел да ги адресира предизвиците со кои истиот се соочува. Според председателот на Сдруженијето на даватели на комунални услуги на Република Македонија, секторот се соочува со некоординираност, недостаток на стручен кадар и финансиски средства. Па затоа АТКОМ иницира акции за поттикнување на диалог помеѓу сите засегнати страни, преку евидентирање на клучните предизвици и препораки за нивно надминување. Ова тркалезна маса е со цел да ги поттикнеме, сите засегнати страни, да извршиме поголема координација во тој сектор, бидејќи во моментот постојат повеќе надежности на повеќе министерства, општини и јавни комунални предпријатија. Да размениме искуства, да ги размениме податоците кои што ги имаме со цел да добиеме една целосна слика за проблемите општо во државата, меѓутоа и конкретно во општината. Институционализирањето на диалогот е од суштинско значење и се интензивира со воспоставувањето на националниот регулатор за вода, надлежен за утврдување на тарифите, кој реформски процес значително ќе зајакне при пристапувањето на земјата во Европската унија и отварањето на поглавието 27. Регулаторната комисија за енергетика утврдува минимален и максимален опсек на цената за водоснабдување, пречистување и одведување на отпадните води, кој им се доставува на советите на општините. Досегашното искуство покажа дека најголемиот дел од јавните комунални предпријатија цената ја утврдуваат околу минималната тарифа, која ги покрива оправданите трошоци и минималните инвестиции. Она што сака да го поттикне регулаторната комисија за енергетика кај јавните комунални предпријатија и кај општините е да испратиме сигнал дека ќе треба да се одобруваат и повеќе средства за нови инвестиции во нашите водоводни системи во општините. На овој начин ќе се надмине проблемот од недостаток на финансиски средства за обновување на мрежите и набавка на опрема. Стапуваме на таа дебата да сето тоа се искоординира заедно со владата на Република Македонија, заедно со општините и јавните комунални предпријатија. Да можеме што поголеми инвестиции да вложиме во обновување на водоводната мрежа, набавка на опрема која што ќе ни овозможи, пронаоѓање и решавање на проблемите со загуба на вода, се со цел да добиеме и повторно и квалитетна вода, но и да ги намалиме загубите. Горлив проблем со кој се соочуваат јавните комунални предпријатија е и недостатокот од стручен кадар кој ќе одговори на идните предизвици. Со кадарот кој располага веќе во одминати години, над 55 години, имаме проблем со млади нови кадри, како што се економисти, правници, хидроинженери, електроинженери, како и од техничкиот персонал, бравари, електричари. За надминување на низата предизвици, управниот одбор на АТКОМ изнесе неколку препораки, меѓу кои продолжување на диалогот, организирање на обуки за вработените преку тренинг центарот на АТКОМ и подготовка на унифицирано софтверско решение за управување со средствата на јавните комунални предпријатија и унифицирање на податоците кои ќе се користат за носење на информирани одлуки за развој на секторот во иднина. Воспоставување на софтвер за управување со основните средства и да се размисли за некоја фаза или форма за групирање на самите комунални предпријатија или регионализација на истите. Од дискусијата произлегоа и неколку заклучоци, се искристализираа идните чекори и се одредија конкретни приоритети кои секторот мора да ги адресира. Последниот период очекуваме дека една од главните конкретни теми за работа и дискусија помеѓу засегнатите страни ќе се однесува на утврдувањето на подземниот катастар и соодветно евидентирање на основните средства со кои што располагаат комуналните предпријатија. Очигледно беше темата од потребата за јакнење на капацитетите на вработените и мотивацијата на кадарот во комуналните предпријатија. Иницијативите и активностите на АТКОМ се поддржани од германската и швајцарската влада преку Германското друштво за меѓународна соработка ГИС. Од конференцијата на АТКОМ во Скопје за Ирис телевизија Трајан Ристовски.